како што ви реков, на третото линковско вклучување ќе зборуваме за она што е најавено за утре, точно во 12 часот, протест токму овде зад нас, пред владата на Република Македонија, на сите поддржувачи на луѓето кои што за жал се уште не можат да го набават лекот за цистична фиброза. Заедно сме со Фики Гаспар, тој ќе ни каже збор 2. Имаме добри најави, но не знаеме дали денеска ќе се исполнат или остварат. Вчера до доцна во ноќта бевте управниот и надзорен одбор на вашата организација да искомуницира што ќе се случува сега со оние најавени 30 луѓе, односно пациенти кои што би можеле, односно веќе биле на списокот на Министерството за здравство за и околу новиот лек. Така, да. Значи вчера добивме дека 30 пациенти кои што била дробната функција испод 70% на ФЕФ на спирометарот, проценката, ќе добијат лек и тоа ќе биде почнувајќи од веднаш од кога ќе се оствари тоа решение или таа одредба на владата, али останавме да поразговараме за што ќе се случи со останатите пациенти. И ние како асоциација, вчера дојдовме до заклучок дека е најсоодветно денеска, како што и пред тоа баравме, и вчера упативме порака до Министерството за здравство и фондот, па и Министерството за финансии, денеска после нивниот состанок да не да дадат предлог, туку да дадат решение за како би го решиле тоа. Прво со 30 пациенти, а потоа и со останатите пациенти во временска рамка во која што нормално ќе биде прифатлива за членството и за самите пациенти. Во тој момент, во тоа размислување, во таа еуфорија сме спремни доколку дојдат до соодветно решение и ние го добиеме тоа, сме спремни да се собереме веднаш. Денеска сме сите на стендбај, да се собереме и управниот и надзорниот одбор и да одлучиме во однос на утрешниот процес дали ќе има протест воопшто. И мислам дека ако денеска успеат да ги задоволат нашите очекувања и тие ако најдат самите решенија, мислам дека нема да има потреба да се оди на протест со тоа што ќе бидеме задоволни. Пак морам да напоменам, се надевам дека тоа решение ќе биде целокупно и ќе биде за сите пациенти кои што се од важност кај наш, со секој живот е ваш. Така, веќе морам да прашам сега, тука сме само да посакуваме дека ќе се исполнат очекувањата и ваши, но ја разбранувавте јавноста со сите оние муабети, и со протестот пред самото министерство и со оние солзи на Ивана кои што дојдоа, како да кажам, од спонтано, од срце, од душа. Стварно е голем проблемот на голем дел од луѓето со цистична фиброза. Муабетот ми е следен. Како да бидеме ние сите сигурни, еве и ние како медиуми, или ваши поддржувачи, или некој медиум кој што ве носи или го носиме проблемот, преку телевизорите до сите граѓани, но и вие сите заедно дека стварно ќе биде решението решение, или дека не е само еден начин да се затешка работата во мигот кога вие најавувате утре протест во 12. Јас се надевам дека не е ова социјално или ништо такво да се случи. Како би биле сигурни? Ние тоа што може да го направиме од наша страна и ќе го направиме, будно ќе ги следиме сите настани доколку го добиеме тој план и програма за што ќе се случува. И ќе бидеме овде цело време да ги потсетуваме нашите надлежни дека ја следиме работата, тука сме, и работиме за нашето членство и за нашите пациенти. Во однос на тоа, јас имам голема надеж дека пошто ова е работа која што за сите би била бенефит ако се реши и од страна на владата, и од страна на министерствата, и од страна на пациентите. Тоа што сакаме ние да покажеме е дека ние немаме желба да правиме протести, да правиме кочници, туку само го бараме тоа што веќе мислам дека требаше да го имаме и ако денеска се усвои решение и го добиеме тоа на писмено е за голем поздрав, но секако, пошто ќе биде процес, ќе мора да го следиме будно и се надевам дека во најлош случај, се надевам дека тоа нема да се случи, ако случајно тие рокови се пробијат, народот ќе биде на наша страна, вие медиумите ќе бидете на наша страна и ние повторно ќе излеземе да ги подсетиме дека овде сме, дека чекаме и дека нема да оставиме
да тоа биде пролонгирано, затоа што сепак се работи за живот. Да. Така е. 30 се на списокот за кои што не знаете кои се луѓето таму. Велите, вчера додоцна во ноќта комунициравме и имаше различни ставови. Секој во име на своето дете, секој таму како пациент, нели со својата судбина и со своите муабети. Може ли да ни кажете вака најпластично што би значило тоа? Дали 30 тие пациенти кои што се на тој список според вас некаде барем би помогнале, нели, да се спасат човечки животи во онаа година и половина како што ми рековте, би им дале рок за овие останатите 100 луѓе да го добијат истиот лек? Како што свативме ние од изјавите што ги има, е дека тие 30 пациенти, критериумот е тој капацитетот на плучото што го збориме испод 70% ФЕФ. Значи тие се пациентите кои што веќе влегуваат во некоја си состојба и многу од нив се и во терминална фаза, значи се кажува испод 70, но некои се со 15. Некои се со 25% ФЕФ, некои се со 30. Така да, моето логичко размислување, иако ние немаме директен контакт со Министерството и ги слушаме само работите, нели, пасивно ги гледаме од страна, е дека идејата им е така да го решат. Значи да дадат прво на почеток за тие кои што се во таа состојба, да, а потоа да дадат за останатите. Сега, малку е проблем овде затоа што ФЕФ состојбата е променлива работа. Може да имате 80, па после за краток период да се влошите и да паднете до 50. Не разбирате, тоа е нешто кое што е флексибилно, не е, за жал е релативно, не е, иако конкретно го имаме сега, се променува и нормално членството од претходни искуства кои што се негативни, се исплашени дали уопште и ќе се и покрај решението, дали ќе има лек и дали ќе има таков добар процес, и затоа ние сме тука да кажеме сите работи ги поддржуваме, сме тотално позитивни за овој напредок, но ќе бидеме овде со нив да ги следиме и да ги подсетиме. Се надевам нема да има потреба, но да ги подсетиме дека нели ги чекаме и дека мора да се заврши тоа соодветно. Така, Гаспар, ви благодарам. Ви самиот сте човек кој што живее со цистична фиброза. Сега во овој миг како сте? Каква е состојбата ваша? Па овие изминатите денови беа малку потешки со сите организации со цел труд. Последните неколку години се потешки, но некако ете успеваме да се избориме и да се држиме. Да, имаме сепак мотиви кои што не држат да бидеме функционални. Така е, да. Веќе ви благодарам и секако еве уште еднаш подсетување. Денеска знам дека голем дел од нас би излегле утре со две раце и две нозе, нели се заедно со транспарентни и се да им покажеме на луѓето нели кои што ја имаат цистичната фиброза дека сме заедно со нив и дека ќе им помогнеме во таа нивна борба се уште, но затоа следете ги медиумите, дај Боже денеска да се случи тоа решение, системското решение кое значи дека 30 пациенти би го добиле долго очекуваниот лек. Тие се веќе никаде на списокот на Министерството за здравство. Тогаш секако за вас сите што не гледате би се одложил протестот кој што беше најавен оваа цела недела, нели утре 4 февруари точно во 12 овде пред влада. Еве сите заедно да посакаме да нема утре протест и да се реши барем дел од проблемите на луѓето со цистична фиброза.